Ивана ја имаме на линк. Ивана, добро утро. Добро утро, Искра, и до тебе. Да ти кажам, за разлика од минатиот пат, имаш боја на лицето. Минатиот пат беше замрзната, бела, сега личиш на човек. Гледам дека... Да, кога температурите се нели во плюс, секако дека нели потопличко е надвор ова утро, за разлика од понеделникот, кога имавме навистина минусни температури утрото и студено време. Гледам на улица Македонија си, раздвижено, убавко, и имаш убава тема за убав настан, ке зборувате со еден од најпознатите скопски ликови. Така можам да го наречам Цајо. Повели, Ивана. Да, така Искра, да ги поздравам и гледачите. Можете да видите од каде ве поздравуваме. Улица Македонија, раздвижено како за последниот работен ден од оваа работна седмица, затоа што утре нели е неработен ден за сите граѓани од христијанска вероисповест. Ќе зборуваме за една ретро забава која што ќе се одржи кон крајот на месец март, односно со доаѓањето на пролета, поточно на 22 март. Забава, ретро забава за сите генерации, односно за сите оние кои што се чувствуваат млади. Па во продолжение за ноќниот живот во Скопје, за забавите, за тоа колку треба да бидеме присутни и повозрастните луѓе, некогаш да излеземе и да се опуштиме со добра музика, со добра забава, со човекот кој што менаџираше многу групи во минатото, многу естрадни уметници, Милорад Цајо. Добро ви утро. Добро утро, секое утро на тебе, Ивана. Во многу голем поздрав до Искра, до целата екипа на ТВ Алфа и до гледачите на ТВ Алфа на ова утринско вака сивило, али мислам дека ќе го разубавиме со убавиот разговор. Да, и малку дожливо време ова утро, но ќе зборуваме за убав настан. Со доаѓањето на пролета ни доаѓа уште една ретро забава по 5 години пауза, нели повторно ќе се одржи она забава за сите генерации. Ајде да се навратиме години наназад, како дојдовте до идејата, како настана еве оваа забава. Па, значи слоганот Forever Young е она што остана како песна од групата Алфавил кога бев многу млад и ми остави длабок впечаток и ми се роди идеја пред многу години и таа стана легендарна ретро журка каде што мојот слоган е тоа што секогаш го кажувам за генерациите кои пораснаа, а никогаш не стареат, кои се чувствуваат секогаш млади. Оваа ретро журка остави голем впечаток. Изминативе 5 години бев спречен да го организирам сето тоа поради ковид пандемијата и ред други ситуации кои се случува во изминатиот период, но дојдов до идеја сега на 22 март, петок навечер во малата сала на Јане Сандански да ја организирам повторно по барање на многу скопјани, на многу градски ликови кои сакаат да се видат, да се журкаат, да се потсетат на убавите моменти кога ноќниот живот во Скопје беше, како би рекле по-нашки, number one во бившите балкански простори. Скопје се паметеше по тие журки кои траја до раните утрински часови, така и ова ретро журка ќе биде до раните утрински часови, збогатена со многу ретро музика, со одлични диџеи, како Вера Јанковиќ, диџеј Дела, диџеј Бабура Јуниор, диџеј Тута, има и други изненадувања. Поентата е да ги навратам луѓето и да им ја вратам баш буквално во првиот ден на пролета, 22 март, убавината, насмевката и секогаш да бидат весели, среќни кога доаѓа пролета. Пролета е знак на све што цути, така и мислам дека треба да луѓето се расцутат таа вечер, да бидат прекрасно насмеани, дружелюбиви и да најавам во моите некои
претходни изјави на Facebook. Ова ќе биде последната моја ретро журка. Се повлекувам, бидејќи за изминатите 61 година, еве пред 2 дена наполнив 61 година, никогаш немав помош од институциите како што е град Скопје, сите градоначалници, Министерство за култура. Кога да сум поднел некаков проект, никогаш како еден градски лик не бев поддржан. Секогаш беа други луѓе упатени во тоа кои не ја знаеа душата на градот. Да, но сепак еве ова забава си има душа, ќе се одржи, нели, иако вие за последен пат ќе организирате, верувам дека некој ќе ве наследи во иднина и ќе има можности тие да ја организира, затоа што сепак градот треба да живее, нели, и во ретро стилот. 55 години оваа година се од отварањето на првото диско во Скопје, 69-та година за прв пат скопјани добиваат, нели, ноќен клуб. Како ќе споредите еве во минатото, каков бил ноќниот живот, каков е сега, затоа што вие се уште сте, нели, активен и се уште излегувате и ги знаете и ги посетувате местата, па и ве покануваат сите оние угостители, сите оние менаџери кои што се уште работат и опстојуваат, нели, во ноќниот живот во Скопје. Па прво, значи пред 55 години со првата дискотека Технометал и со господинот Васија Ивановски и со многу легендарни диџоки како што беа Боби Латино, како што беше Драган Б.С. Костич, како што беше Боби од Турист, како што беше Главче од Таверна, како што беше Мики Лазаревски, поточно шеф поранешен на дискотека Таверна, како што беше легендарниот Мице од Мусандра. Го одбележаа тоа време, али потоа се родија многу добри диџоки, како што се Томе, Баджо, тука се легендарни, значи, покоен Бабура, веќе диџеј Ице покоен, више да не набројувам многу имиња кои оставија печат на ноќниот живот и музиката и дискотеките низ Македонија. Мислам дека ќе продолжи тој ноќен живот во Скопје, но тој интензитет некако падна, менаџерството веќе изумре. Во тоа време дискотеките работеа до 23 часот. Со мојата легендарна забава 22 октомври 1986 година во дискотеката Огниште, значи за прв пат се направи првата полноќна забава која го измени ликот на угостителството во Македонија и во Скопје. Сите угостителски објекти добија дозвола за работа после 23 часот и од тогаш живна животот во Скопје, да не ги заборавиме легендарните дискотеки како што беа Текила, Горила, Хард Рок, МНТ, Ла Фабрик, Санта Моника, да, многу места кои што сепак имале скопјани, па и оние кои што доаѓале од другите градови да се забавуваат. Ви благодарам, господин Цајо, за одвоеното време. Ви посакувам успешно пензионирање и еве да ви го честитам и роденденот кој што ви бил пред 2 дена, да се доживеете уште многу години до 100, како што се вели, нели? Да, ви благодарам и на вас, само да најавам, бидејќи ќе биде ограничен број на влезници, влезниците можат да ги набават на www.kupikarta.com, во Розеверо 2, во ЈК Травел, во Тобако кај Симпо и влезницата е сосема популарна, 500 денари, мислам дека нема да представува никаков проблем за моите граѓани и сограѓани и се надевам дека ово утро ќе ги развесели и на 22 се гледаме од 21 часот во малата сала во Јане Санански.
Да, верувам дека многумина од гледачите се потсетија на некои од овие популарни имиња диџеи кои што ги забавувале некогаш скопјани, но и на познатите култни места каде што се излегувало некогаш во минатото во главниот град. Имате можност да се потсетите на ретро музика, одлична ретро забава за сите генерации на 22 март. Да, Иван, ама некогаш се легнувало во 4:15, а сега некој станува во 4:15. Како и да е, проверив, петок Ние на паѓа. утринска. Да, петок паѓа, така што нема да им задоцнам на гледачите, ќе можам јас да дојдам. Благодарам до тебе, Ивана.